BMW повторно работеше на предизвикот да направи подобра X3 од собствената X3. Да направи подобар автомобил од тој кој што го пензионираше, а сигурно уште неколку години, барем уште неколку години, ќе издржаше на пазарот и ќе победеше половина од своите конкуренти во премиум сегментот и со продажбата и со имиджот кој што го ужива на сцената. Бестселерот на BMW. Светскиот бестселер на BMW. Меѓутоа, автомобилскиот свет мора да се движи, тркалото мора да се врти. Премиум марките се тие кои што ја имаат обврската да ги воведуваат промените и да го носат автомобилскиот свет во нови насоки. И што толку промени оваа X3? Што е тоа што BMW сака да го постигне со дизајнот на своите модели? Се чини дека токму X3-ката во оваа генерација, четврта генерација, го дава одговорот. Го дава одговорот по серијата 5. Кога се појави новата генерација на серијата 5, беше сама. Немаше репер, немаше споредба, немаше со кој друг модел со сличен таков дизајн да се спореди во понудата на BMW. И двоеше. Никој не се осмели, никој не си дозволи да каже, да ослови дека серијата 5 изгледа грдо, затоа што беше јасно дека се повикува на моделот од 70-тите години, на еден од своите иконски модели, со опашот и воопшто со цртите во дизајнот. Не се. Меѓутоа сега, кога се појавува X3-ката, како следен модел со истиот дизајн, со новиот дизајн, со новиот пристап, се добива, се осознава всушност намерата, целта што сака да ја постигне BMW со дизајнот на своите модели. А што е тоа? Совршенството на едноставниот дизајн. Ако се вратиме назад, значи, ако се погледнат моделите од иконските модели на BMW од 70-тите и 80-тите години, кои што го имаат создадено имиджот за поширока маса, да стане свесна симпатиите на автомобилската сцена за BMW како премиум марка, тогаш ќе се забележи колку се едноставни тие линии. Значи, да, има белези, има обележја на BMW, секој BMW во тоа време има дизајн кој што се провлекува и до ден денес. Меѓутоа, основата, каросеријата, базата на дизајнот има многу едноставни, мазни, едноставни, јасни линии. И тоа се повторува и тука. Личи дека каросеријата е многу мазна, нема карактерни особини, некои мускули, покажување или слично. Меѓутоа, токму тоа ја двои, токму тоа ја прави ова X3 да биде првата серија на X3 која што има собствен идентитет. Меѓутоа, далеко од тоа дека изгледа поддизајнирано. Кога ќе се погледне во детали, наистина удушевува. Овој спој, тука се спојуваат 4 различни површини. Значи, тука завршуваат светлата, тука завршува хаубата, тука се спојува и со браникот. И тука е воедно издадениот рап, значи на бубрезите, и сето тоа се спојува тука во оваа точка. И тоа е убавината на дизајнот, откривањето на тие детали. Значи, тогаш се открива всушност дека не е тоа без незаинтересирано, без љубов дизајниран автомобил, туку напротив, има идеја со многу сакање е направен овој изглед. И секаде го има тоа, секако
Светлата го имаат новиот дизајн, тие сега тоа е L дизајн, двоен L дизајн, тоа е позната приказка, меѓутоа во основа идејата е да се имитира изгледот на двојните тркалезни светла на BMW од кои што се провлекува па веројатно серијата 5 направи најголем одстапка од времето на Кристијан Бенгал, односно кратенката тогаш беше BMW се толкуваше како Бенгал мус век, односно Бенгал мора да се замине. Меѓутоа, не се. Најголемото обележје на X3-ката Iconic Glow на, односно осветлените допелниран, двојните бубрези на BMW. И личи некако. Може би тоа некогаш по почетокот се чинеше дека пеперутки, значи да, во ред. Личеше дека тоа е кич, меѓутоа тука навистина изгледа фантастично, изгледа некако вклопено, личи. BMW. Бајерише моторен, Верке. Баварски фабрики за мотори. Не фабрика, фабрики за мотори. Кој сака да ја осознае историјата на BMW и на Верке, значи на фабриките, е многу добро да го посети Техничкиот музеј во Минхен, Германски технички музеј, исклучително богата историска збирка, и таму се наоѓаат сите флукцек моторен, односно авионски мотори на BMW. Од времето на 20-30 години, големи колку X3-кава. Препорака за посетување, чисто да спомнам. И личи, се е погодено во X3-кава. Конечно, X3-ката личи на X3-ка. Секогаш беше приспособена да личи на, можеби на X5, па можеби да не изгледа толку близко до X5, да не го одземе пазарот каде што е поголема заработката и добивката. И секогаш изгледаше некако поддизајнирана. Меѓутоа, оваа X3 навистина прв пат изгледа како што требало од секогаш да изгледа X3. Праговиве, например, кога ќе се погледне од страна, личи дека е многу едноставна, мазна, нема нешто, нема дури се збогува, BMW се збогува и со арките, со пластиките на арките на крилата и по праговите. Значи, до толку е се пречистено. Единствено што не можам да се изначудам како дозволиле да остане тој детал, оваа плочка меѓу бубрезите. Наистина некако изгледа несоодветно. Веројатно во некој фейслифт ќе се преработи тој детал. Ширината на задната трага е за 45 мм поголема во споредба со претходната X3. И сето тоа се пренесува во опашот, во крилата. Неверојатно е. Значи, многу се забележува колку се издвоени, надувани крилата и личи тоа, затоа што го дизајнирале BMW. Има смисла да се нагласи ширината на трагата кај марка која што полага, меѓу другото, и на динамиката на возењето. Односно, основата е динамиката на возењето, Фройде ам фарен, уживање во возење или радост. Меѓутоа, повеќе е уживање во возење. И истото се повторува и насад. Првата генерација на X3, реална, беше изработена многу површно, имаше многу пластика. Изработката беше проблем, дизајнот на опашот беше катастрофа. Дури ниту фейслифтот не успеа многу да надомести за раскршениот дизајн. Имаше 50 веројатно елементи вградени назад. Меѓутоа, сцената пак ја сакаше, не се. Ова X3 има опаш, има X3 има задник. Многу допадлив дизајн. Ја нема на острина, ја има карактерот, го има карактерот кој што треба да го прикажува една премиум марка, самоувереноста на една премиум марка, меѓутоа ја нема и стерилноста, недокажаноста, има симпатичност во изгледот. Продолжен е многу, значи спойлерот, линијата на покривот е извлечена многу назад, задното стакло е ниско, ветробранот исто така е низок, намерно,
класичната линија. Нема назад издувна цевка, не се забележува, сокриена. Дифузорот тука е лакиран во сјајно црна боја како детал од M-Sport пакетот, со кој што веројатно не излегува BMW од M-Car. И задните светла, многу технологија има тука. Сето тоа што некогаш се постигнуваше односно до скоро, до пред генерација 2. Сето тоа што се обидуваа дизајнерите да го постигнат со некои чудни, невидени форми, комбинации, рабови и слично, сето тоа денес им припаѓа на светлата. И многу е штосно ова впуштена средина. Да, го има овој некоја, сега ја нарекуваат дизајнерите, ја нарекуваат оваа боја мат зилбер, мат сребрено боја, ја има таа во средината се забележува, не е надворешно, не тоа е како лајсна, да. И е впуштен деталот. И бојава. Ау, колку ја обожавам бојава. Нова боја, со X3 доаѓа, ја нарекува, BMW нарекува Dune Grey. Значи, накај бојана пустинска дина, меѓутоа, накај сиво. Тоа е новата бела. Значи, бој кои што најмногу му имаат, светли бој кои што најмногу му имаат здодеано на светото, што се толку чести бела и сребрена, доаѓаат, добиваат замена со оваа боја. И најдоброто е тоа што, ајде пак лични искуства, кафени интериер, кафени седишта мрзам. Никогаш не ми се допаѓале, меѓутоа кога ќе ве поведе, кога ќе ве понесе оваа боја и ќе ги видите, добро почнуваат инсективе, и кога ќе ги видите овие кафени седишта, конечно почнуваат да ви се допаѓаат кафени седишта. BMW се што можела да смените сте смениле и тоа од корен. Во завршната изработка се е уредно. Нема некоја намера да се покаже вештина, видете што можеме да направиме ние или да додадеме. Се е уредно направено. Тука, например, во спојот на браникот со крилата, може би се забележува половина милиметар одстапување, повеќе на таа страна, отколку тука половина милиметар одвај, тоа ќе го забележи само некој критичко око. И се забележува дека тоа е уште модел од почетокот на производството, патем X3 се произведува во Спартанбург во САД. Да, се забележува, например, зјаевите не се нешто премногу тенки, далеку од тоа не се грижат нешто премногу. Да, на некои места има се забележува значи на собирање на боја и можеби незаоблени рабови. Тоа може, тоа ме изненадува. Не влијае на трајноста и секако дека нема никој да го забележи, да не значи тоа дека е недоработено. Ретровизорите, за разлика од ефтините марки, не крцкаат овде се е цврсто, патем има функција и на спойлер, нормално како дел од M-Shadow пакетот, сето тоа е лакирано во сјајна црна боја заедно со без столбовите и ретровизорите. Уредна изработка. Секако зборуваме за тоа дека се очекува врвот. Меѓутоа, до врвот остануваат уште многу модели на BMW. X5, X6, X7. Меѓутоа, многу поинаква приказна се прикажува кога ќе се отвори вратата. Тука се забележува еден нов пристап на обработката, на завршната обработка, завршната изработка. Тоа што главно се доживува во завршната изработка, во начинот на кој што BMW го изработил овој материјал да им го сервира на своите возачки и возачи. Тоа е доработката, некои бројни детали кои што ќе откриете дека претходно не биле изработени, не им било посветено такво внимание. Во се друго, прецизноста на вградувањето, во изборот на материјалите, во
совпаѓањето на боите, сето тоа е BMW. Да не навлегувам многу понатаму во детали, ова е рециклиран материјал, и ова е рециклиран материјал, и ова е рециклиран материјал, и седиштата се рециклиран материјал. Технологијата одамна има напредувано до таму што кожа, дрво и алуминиум или хром веќе не се единствените материјали кои што треба да се прифатат како нешто вредно, туку денес технологијата постигнува да добиеме материјали кои што во поглед на квалитетот, издржливоста, трајноста, чувството при допирање и слично се дури и над над кожа, дрво, алуминиум, хром и слични нешта. Колку да укажам на тоа дека се уште може некаде да се слушне паничење како седиштата биле од вештачка кожа. Тоа што би сакал да биде малку повеќе изработено, доработено, се прекинувачите за прозорците, за ретровизорите и овој сокрен прекинувач за вратата на багажникот. Некако премногу едноставно ми изгледаат тие. Ова во почетокот ме бунеше, надписот во вратите, затоа што изгледаше како да е тоа лакирано, меѓутоа не, тоа се светлечки елементи и изгледа примерно. Истото внимание е посветено и назад. Овој материјал можеби изгледа премногу како пластика на рачките, секако дека тоа не е ефтина пластика, меѓутоа можело финишот да изгледа малку повеќе да личи на метал. Навистина, одлична изработка, со тоа што еве и тука се забележува еден детал, значи во задната врата овој рап, тука, да, овој рап навистина е чудно како е дозволено да остане. Ме збунува, меѓутоа пак не го нарушува впечатокот дека ова е фантастично добро изработен автомобил. Како што е вообичаената тест процедура на Автомедија, автомобилите на тест ги возам по стандардизирана рута која што е во должина од околу 236 км и се состои од 4 делници. Тука сум кај надвозникот кај Петровец, од тука се упатувам за Арачиново, продолжувам до Куманово, па понатаму до Страцин. И време е за поаѓање. Тука следи едно кусо забрзување по автопатот, а тоа ќе биде можна куса. Ова е патен BMW X3 со најпопуларната погонска единица со 2-литарски дизел мотор. Еве го. Тоа е моќта. 197 коњски сили. Тоа се 7 коњски сили повеќе во споредба со претходната генерација. Тоа е истиот мотор, меѓутоа има голем број измени. Иако се чини дека тоа би биле само 7 коњски сили, за да се постигнат тие плюс 7 коњски сили, има многу зафати. Забележувате колку е поддивко возењето по овој ужасно неквалитетен пат. Значи тоа, меѓу другото, кажува и за комфортниот напредок кој што е постигнат, меѓутоа во друго поглавје. Понатаму клиповите се изработени од темпериран челик. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе пати се гревани и потоа се остават полека да се изладат, за на тој начин да се избегнат, да се отстранат сите можни напрегања, напони кои што би постоеле во самиот материјал при изработката и слично. Тоа е постигнато понатаму, исто и страниците на клипот се обложени со графит. Има зафати и во турбо надполнението, значи во фамозниот Twin Turbo, BMW Twin Turbo Power Technology. Зошто има измени? Затоа што вртежниот момент од 400 Нм е останат ист, меѓутоа има разлика во бројот на вртежи при кој што се постигнува тој вртежен момент. За разлика од претходно, кога постигнуваше максималниот вртежен момент при 1750 вртежи, сега се постигнуваат при 1500 вртежи, односно при 250 вртежи помалку. И тоа значи дека моторот реагира, повлекува
многу порано. Забрзувањето до темпо 100 е подобрено за 2 десетинки, значи 7,7. Крајната брзина е продолжена на 215 км на час. Ужасен пат секако. Крајната брзина е продолжена на 215, 2 км на час повеќе. Потрошувачката е намалена исто така. Да, тоа што се слуша е патот. На пат сум за Крива Паланка, односно до Страцин, за погонската спрега. Во оваа генерација на X3 сите погонски изведби се електрифицирани. А тоа значи дека дизелот 2-литерски и бензинецот 2-литерски сега работат со благ хибриден погон, значи е хибридизација изведена на најсимпатична хибридизација кога не плаќате премногу, а има корист. Исто така и 3-литерскиот бензинец во М50 е хибридизиран, благ хибрид. И четвртата погонска опција е приклучен хибриден погон, секако. Електричната изведба ќе следи посебно, тоа е Neue Klasse. Тоа ќе биде една посебна сензација. BMW веќе го најавува револуција во своите модели. Значи, нема повеќе и X3, туку ќе биде Neue Klasse, ќе биде електричната X3 ќе биде од Neue Klasse, сосем различен модел, со различна платформа, кој што ќе биде целосно електричен. Не се. Благ хибриден погон. Во 2-литерскиот дизел работи различен благ хибриден погон отколку во бензинецот. Што значи тоа? 48 волтен стартер генератор е поврзан со коленастото вратило преку ремен и го задвижува, го стартува моторот, значи, преку ремен. И тоа е најголемата придобивка од благиот хибриден погон во X20D, затоа што нема да ви додава оној звук од бендексот кога зафаќа во венецот на замавникот, па го слушате оној звук постојано на скрипење при секое стартување, што на многумина им пречи при возење во градка. Тука стартувањето на моторот се одвива тивко, меко, нечојно, без вибрации, преку ремен. Меѓутоа, кај бензинецот, кај X20, нема веќе и, електричните модели имаат и, тоа е новината патем, кај X20 се користи друг вид на благ хибриден погон, односно електромотор, кој што, за разлика од овој кој што е со моќност од 11 конски сили и вртежен момент од 55 Нм, таму работи многу помоќен електромотор кој што е вграден во звоното на менувачот. И тој е со моќност од 18 конски сили и постигнува максимален вртежен момент од 200 Нм. И таквата конфигурација, таквото вградување на тој електромотор дозволува секое поаѓање, возење на паркиралиште, паркирање да биде чисто со електричен погон, со енергијата која што се акумулира при секое забавување, сопирање и слично во батеријата што се наоѓа во подот на багажникот. И верувам дека љубителите на бензинците би се израдувале за таквиот начин на хибридизација и не би посегнувале пресилно по дизелот. Би било многу интересно МКАР да регистрира X20, значи не X20 бензинец со тој вид на благ хибриден погон и да го понуди како демо возило. Тоа било интересно токму за љубителите на бензинците и не само на бензинци, туку љубители на бензинци. BMW. Сите погонски изведби се комбинирани со 8 степен стептроник, автоматски менувач, класичен автоматски менувач како што Господ го дал, значи не автоматски менувач со двојна спојка, туку автоматски менувач со претворач на вртежен момент со сите своји придобивки, сите своји убавени. Во комбинација со M-Sport пакетот што го има овој BMW, се добива и буст функција. Значи, доколку левата рачка за контрола на степените на пренос ја држам подолго од една секунда,
се активира буст. Што значи тоа? Тоа значи дека 10 секунди буст, ево го, уште трае толку. 10 секунди веистгейтот, односно испусниот вентил кој што го ограничува притисокот на наполнење за да не се случат чуда во турбината и во моторот, кој што го ограничува притисокот на наполнење, дозволува 10 секунди повисок притисок да се создаде во турбината, во турбокомпресорот и тоа испорачува, обезбедува дополнителна моќност. Тие 10 секунди се доволни, например, за да се престигне, да се скуси престигнувањето и како да не ви се допадне тоа што BMW го направи со дигитализацијата. Слушнете го ова. Show me my average consumption, please. 6.4 liters per 100 kilometers since the last reset. 6,4 литри. Тука сум попробиштип да видиме што ќе покаже потрошувачката. Show me my average consumption, please. 6.700003 liters per 100 kilometers since the last reset. Значи, изненаден. 6,7 литри просек. Со други автомобили, помали автомобили, вредноста беше некаде околу 8 литри. 7-8 литри. Тука е далеку под 7. Автомобил што тежи 2 тони. И има многу нешта што придонесуваат за тоа BMW да троши помалку. И навистина сум изненаден. Следи уште едно поглавје, секако тука ресетирање. Да видиме, 33,4 км таа делница, на третата делница која што води по спореден пат, продолжувам кон Штип, па понатаму преку Крупиште, па понатаму за Велес, исто така по споредниот пат. Очекувам дека ќе постигне потрошувачка па со четврка, дефинитивно со четврка пред запирката. Заврши третата делница од тест рутата. Тука сум по Велес. Да видиме што ќе добиеме податок за просечната потрошувачка. What is my average consumption, please? 4.700003 liters per 100 kilometers since the last reset. Браво. 4,7 литри. Да, сосем очекувано да го постигне тоа автомобил кој што во најдобрата своја изведба, најаеродинамичната изведба, има коефициент на отпор на воздух 0,27, кој што има активна решетка напред, значи тоа е подолго од 20 години го користи BMW, активна решетка напред, заради затворање, значи при поголема брзина ја затвора маската напред и за да се спречи нарушување на аеродинамичноста. Понатаму автомобил кој што има електричен филтер за масло, кој што работи зависно од контролната електроника на моторот, така што сите овие податоци околу потрошувачката воопшто не ме изненадуваат и не се ништо ново. Посебно покрај фактот што ниту во еден момент не беше ставен нагласок на економичноста на возењето, туку напротив, честопати забрзував посилно, значи ја користев максималната дозволена брзина и далеку од тоа дека ова е нереален податок, значи сосем реален податок. И уште од делот од патот да видиме. Тоа е сосем познато, под 8 секунди. Моќност имаш на располагање колку сакаш, со 2500 вртежи, да видиме колку во 8-миот степен, односно сега е во 8-миот, беше во 7-миот, со 2000 вртежи, без проблем го искачува нормално. Ете, по Катланова заврши и четвртата делница од тест рутата со ова уметничка позадина. Да видиме каква уметност направи X3.
Show me my average consumption, please. 6.5 litres per 100 kilometers since the last reset. Фантастично. Со забрзување, возење по ветерско, значи кое што дополнително е напрегание за некои возила, и со темпо за на автопат, значи сосем очекувана потрошувачка на гориво. Првото што ќе го забележи дека и X3 е колку праговите се ниски и колку се тенки. Обично кај SUV моделите треба секогаш да се совладаат прагови кои што се повисоки и релативно широки. Меѓутоа, кога ќе седнете во X3, не гледате разлика во споредба со седнување во серија 3. Иако во споредба со претходниот X3 дури е изголемен клиренсот, значи растојанието од подлогата. Практичноста и функционалноста, да, ја нема она тераса од X1 и уште неколку модели која што изгледаше како послужавник да ве ставил некој во кокпитот. Не, тука има длабока преграда, искористлива, значи може да се сместат два телефони да се полнат, два телефони да се гледаат или што и да е. Да, практична преграда, голема, не е покриена, вистина дека не е покриена, не е заштитена од погледи, меѓутоа не пречи тоа. Широки, триделни, 4 дела, значи 4 места за сместување на работите во вратите и секако шиша собира од 1,5 литар. И да, средишната, значи, поклопецот на потпирачот за раце напред не е повеќе дводелен, па да се отвори странично за да се пристапи добро, тука е едноделен и се отвора наназад. Меѓутоа, тоа е малку непрактично, тоа што треба прво да отворите, па треба да се искичмите, па да дојдете до содржината, или може би треба вака, да издействувате. Меѓутоа, не знам, може би заради безбедност е тоа направено. Да, секако е голема преграда, разладувана, практична, изработена, фантастично, со сите детали. Касетата е мала. Тоа BMW мора да го значи не се откажува од тоа мала касета. Кај сите други марки, кај повеќето други модели ќе добиете цел подрум на вистина. Меѓутоа овде BMW останува на тоа мала касета. Просторноста одговара, секако се забележува и дека е завртена средишната конзола во стилот, значи во традицијата на BMW завртена средишна конзола кон возачот. Да, тука се забележува многу повеќе отколку кај другите модели. Просторноста е сосем вред, значи и седнувањето за просторноста назад. Не само што немам забелешки, туку имам и пофалби, да. Навистина има простор многу, е долга, значи седечката површина е долга, е доволно висока клупата и многу правилна положба при седење. Не е прениска, точно на погодена висина, ергономски врвно, има висина и секако над глава, имам висина, нема просторна стеснетост, никаква. Да, тука може да се седи убаво. И подпирачите за глава се секако потесни и се повлечени нанапред, за да не гледате, за да не ви се стеснува чувството. Значи, кога толкав топок ќе ви се појави пред лице, да. Нема нешто премногу прегради тука, значи во средишната конзола, да, ме чуди тоа што нема преграда тука, меѓутоа вред, има за тоа има огромни джебови и тука собира 60 литар и пол, исто има доволно широки джебови тука и плюс и трето просторче, да, тука може да се смести и таблет, има држач за таблет, има мрежички за сместување, сето тоа е убаво заштитено со пластика. Па, добро.
Можела да биде малку по-квалитетна оваа пластика. Значи тоа е до добавувачот. Значи очигледно треба да го искараат добавувачот и овие делови претпоставувам дека ова заштитна плоча назад и овие рачките, покривните плочи во рачките на вратите, мислам, чинам дека доаѓаат од истиот добавувач и тука е се во ред, значи да, и тука има простор за подобрување, меѓутоа ова е само X3. Има уште многу други модели. BMW да понуди врв, подпирач за рака, без нешто многу драма, да. Триделна задна клупа стандард, соборлива, нема веќе доплаќање и да, просторноста да, навистина ме изненади, пријатно изненадување за тројка, меѓутоа останува уште едно подрачје, а таму е најголемата приказна и багажникот. Отворање, електрично отворање стандард и кога ќе видите што се BMW имаат изведено во багажников, е исто чувството како за девојка што знаете дека сакате да си ја задржите за жена. Тоа чувство го добивате тука во багажникот. 20 литри е повеќе, значи 570 литри, тоа е голема вредност секако, па дури 20 литри повеќе во споредба со претходната X3, односно со соборена клупа, 100 литри повеќе, вкупно 1700 литри. Тоа покажува, значи, таа разлика од 100 литри во споредба со претходникот покажува приближно колку е зголемена просторноста на задната клупа. Електрично отворање стандард, рачка во подот, дебела полица што ќе издржи, значи куфери кои што се тешки по 20 килограми, не стиропор, долу нема стиропор, нема играчки, се е доработено. Секоја површина е изработена, нема да видите лак некаде кај што е оставен. Значи тоа навистина остава впечаток, тука има простор за сместување предмети, да, има многу чудна работа, има држачи за чанта од шопинг, не знам како да ја крстам, има односно приклучок за 220 волти, па дури на оваа страна прво ќе ви се чини дека нема, па дури и тука има исто пониско сместена кука за прицврстување. Багажник се е изработено, значи секоја површина, дури и оваа лајсна, значи каде што сега е сместен прекинувач, кукав само е прекинувач. И тоа покажува колку се труделе луѓето. Значи и оваа површина не е лакирана, туку е гума и да се добива многу попријатно чувство отколку кога се допира извалкан лак, а и не забележав нешто дека многу се валка. Значи дури и оваа цела површина е обложена, да не одолжувам премногу. Масовно, масивно изработено се. Странично, значи 10 столбовите. И тоа ќе забележите колку е доработено. На многу места се додавани нешто. Овде има едно чудно пластиче кое што се чини како да е решено да се додаде веднаш пред одобрувањето за серијско производство. И најдоброто нешто всушност, што е тоа? Ја нема касетата со полицата? Каде? Дали ја имам сокриено некаде пред клупа да не се гледа? Не, еве ја каде. Во најдобар манир. BMW за ова честито. Значи сместено, предвиден простор и изработено. И ова, меѓу другото, ова е круната, ова најдобро покажува како BMW има пристапено во завршната изработка, односно и тоа е дел од завршната изработка во осмислувањето на практичност и функционалност. И да, ова, добре, да, значи дури јамка има за да повлечете. Добро, тоа дамите во сад веројатно им значи кога одат во шопинг. Најголемите пазари за X3
уште од претходната генерација е најпродаван модел на BMW. Најголеми пазари САД, Германија секако, понатаму Велика Британија, Шпанија, Италија, значи блиски до нашиот менталитет. Понатаму Јапонија, сосем различно нешто. Јапонија, Јужна Кореја, Јужна Африка, значи домот каде што BMW има голема фабрика, Јужна Африка, значи се има стандард, и Канада, се тоа големи пазари, значи тоа ја пумпа продажбата, тоа прави X3 да биде многу важен модел на BMW. И еве го. Дури ова многу ми се допаѓа. Значи фантастично. Да. Еве. И дури и е изведено со овие практични односно копчиња, прекинувачи, не знам како, за да го ослободат, за да ослободат од лежиштето. Фантастично BMW, фантастично. Немам зборови, што би рекле наши луѓе во коментари. И тука има мрежичка. Помина и брзата рута по тие свиоци, кои што не е секогаш препорачливо да се прикажува каква динамика може да постигне ова BMW. Во спортска програма секако е вклучено. Поседува заедно со M-Sport пакетот, ова X3 поседува и спортско подвозје, кое што секако ја зголемува крутоста, стегнатоста на подвозјето и, како што и кажав претходно, перформансите и погонот се личната карта на BMW, а возните својства тоа е пастошот на BMW. И навистина на многу места на кои што со други автомобили веќе се чувствува како се приближува автомобилот до границата на стабилност, кај X3 се гледа колку всушност е далеку од таа граница, колку се големи резервите, иако се работи за возило кое што е тешко преку 2 тони, 50 килограми е зголемена тежината во оваа генерација во споредба со претходничката. И што направи BMW за да го постигне ова, значи, чувство на контрола, рамномерно пролизгување, со тоа што секако се работи за погон, за X-Drive, сите патени X3 денес е X-Drive, нема изведба со заден погон, и покрај тоа што е пренесувањето на вртежен момент е во поголем процент, секогаш, значи, се става нагласок на задната оска, се постигнува рамномерно пролизгување, предвидливо однесување во свиоци и навистина мајсторијата на BMW не треба многу да се уверува човек, да не е потребно многу за човек да се убеди каде е мајсторијата на BMW, што е тоа што прави BMW да биде BMW. И најголемата одлика всушност на X3-ката е во тоа што пред 20 години BMW со неа го вгради, го примени X-Drive-от, значи Intelligent X-Drive. Што е X-Drive-от кај BMW? Ламеластата спојка во разделниот преносник, која што е контролирана електронски, и, значи, таа одредува колкав процент да се пренесува од моќноста, да се пренесува на предната, колку на задната оска, во зависно од условите на возење, ја поврза со контролата на тракцијата. И на тој начин се постигна многу побрза, многу попрецизна контрола, многу по-суверена реакција на вклучувањето на погонот на сите тркала. Значи, X-Drive повеќе е ориентиран кон возење во одлични услови на возење, значи повеќе во суви, на сув пат со добар контакт, повеќе X-Drive таму брилира отколку по карпи, калови или слично, и секако и во тежните услови на возење, снег, влажен пат и слично. Меѓутоа, јас барем тоа што го имам искусено од BMW X-Drive, предноста на X-Drive е во секојдневното возење по суви, по убави патишта. И
ќе почувствувате во возење, значи на темата на свиокот како се зацврстува, како се стабилизира возилото. Значи брзо реагира, тоа брзо се приспособува распределбата на вртежниот момент и има уште една работа која што помага за тоа, а тоа е на убав германски јазик актор на Schlupfenregelung. А што значи тоа? Се избегнуваат информација од сензорите кои што треба да се пренесат до моторот, па моторот понатаму да реагира дека сензорите пријавиле пролизгување, па да го намали да ја намали испораката на вртежниот момент или да ги активира со пилешките. Што трае многу и што направи BMW? BMW направи, значи место да се чека информација од сензорите да јават дека се јавува пролизгување на тркалото, сите сензори што ги има BMW во ова возило јавуваат дека во таква ситуација предстои можно пролизгување и кога ќе се надминат тие лимити, реагира моторот. Моторот го ограничува ја ограничува распределбата, ја смалува вртежниот момент до оската на која што ќе се појави пролизгување. И, како што кажуваат инженерите на BMW, тоа е 10 пати побрзо во споредба со класичниот систем со сензори што пренесуваат до контролната единица на моторот и слично, значи комплицирано. Дополнително е направена, значи, балансирање на тежинскиот распоред на возилото, скрутена е каросеријата, скрутено е влежиштувањето, значи лежиштата и самите лежишта се подобрени, се скрутени, се зацврстени, смената е еластокинематиката на задната оска, значителни има промени, тоа се зафати кои што не се едноставни да се опишат, меѓутоа сето тоа се чувствува и тоа е напредокот на BMW. И тоа е веројатно најголемото изненадување кај X3. Возам по овој исклучително растресен, неквалитетен пат, растресен. Автомобилот се растресува по овој пат. Од крупиште кон Штип. И други автомобили тука навистина секоја нерамнина, секоја катастрофа што се има оставено врежено во овој асфалт се пренесува во каросерија, во уши, во душа му влегува на возачи, на патници. Во BMW, да, го има звукот, меѓутоа ништо таа крута, несоодветна реакција, навистина најголемото изненадување. X3-ката продолжува во насоката која што ја постави петката, новата петка, во поглед на комфорт во возењето, во поглед на сувереност. Не помнам дека во друг автомобил од оваа класа имало толку делотворна изолација звучна. Таа навистина е темпото не се чувствува, значи во споредба со друг автомобил од друга класа. Проширената задна трага за 45 мм заедно со затворот што е зголемен за 19% во споредба со претходната X3 прави и држањето правец да биде многу посигурно, многу посуверено. Неколку пати ја стартував на прав дел од патот, значи целосно забрзување од 0 до 100, полно забрзување без да го држам воланот и навистина го држаше правецот стоички. И следното големо поглавје и на BMW и на X3, ракувањето, секако се темели на дисплејот и на iDrive-от, но со многу повеќе на iDrive отколку само на дисплејот, затоа што денес целата бранша има дисплеј по цел кокпит. Меѓутоа, суштината iDrive, ракувањето со iDrive, во тоа што се сведува со генерации на iDrive наназад, се сведува на
ракување со еден прекинувач, централно ракување со еден прекинувач кој што ротира, се движи лево, десно, горе, доле и се притиска. Во основа, се може да се направи. Значи, за да пристапам до климатизацијата, затоа што очигледно нема копчења, реглери, рингли и слично, значи, за да пристапам до климатизацијата, ево сум, долу сум во. Само го движам iDrive-от надолу и доаѓам во полето за ракување, може би со рака, меѓутоа ајде. Ево, го бирам, значи вртам музика, навигација, климатизација, home, апликација и телефон. Ево, притискам, влегувам во менито за климатизација, понатаму може што сакам да правам преку iDrive. Секако може и рачно тоа да се изврши. И уште една добра работа кај, значи, во поглед на ракувањето, тоа се секако режимите за возење. Тоа се My Modes. Значи, можам да изберам секако дека и тоа се врши преку ова поле околу iDrive-от. Можам да изберам персонал, значи тоа ми е вклучено во моментов. Можам спортска програма, че се менува начинот на работа, на реакцијата, на педалата за газ, поддршката, сервоподдршката на сервоуправувањето, се менува и боите нормално се менува, се смени. Се менува и амортизацијата. Секако, голема тема е осветлувањето, заедно со осветлувањето, значи во иста смисла со осветлувањето на бубрезите, на мира, на германски. Нека стои така. Уште една разлика, значи уште една отстапка кај BMW, тоа е отсутството на отвори за проветрување. Значи кокпитот нема отвори за проветрување, не ги забележуваат. За разлика од други производители или ајде целата бранша долго време си играше, претеруваше со отвори за воздухот, BMW, значи тие доминира, BMW реши за да се збогува и ги нема. Секако ги има, меѓутоа поинаква е функцијата, поинакво е осмислен целиот систем. Тоа што се функционира како што треба да функционира е секако заслуга на оперативниот систем од 9-та генерација, значи BMW софтвер развива 9-та генерација и затоа функционираат нештата како што функционираат. Има неверојатно многу опции, значи за да не навлегувам сега преку iDrive-от, кој што мене не ми е многу извежбан, значи можам и седиштата да ги нагодам. Тоа што исто така е посебност е вовлекувањето на образите на седиштата. Значи може да ги стесните седиштата или да проширите седиштата ако сте така малце покорпулентни. Тоа што е чудно се овие прикинувачи за распредел, односно за насочување на воздухот од средишниот шлем. Значи се смешно малечки, да функционираме со два прста некако во автомобил, не сте навикнати со два прста да ракувате со. Слушнете го ова. И црцурците му се радуваат на ова BMW. BMW X3 во оваа генерација поаѓа во многу нешта по стапките кои што ги постави претходно серијата 5. Во поглед на дизајнот, во поглед на уредувањето на кокпитот, во поглед на дигитализацијата, многу нешта. Меѓутоа, не изгледа како копија, не изгледа како автомобил кај кој што проект менаџерите изгубили инспирација и елан, па само ги повторуваат нештата од серијата 5, извонредната серија 5 патем, туку во многу нешта направиле различен автомобил кој што ги надградува дури и самите предности што ги донесе серијата 5. Значи во дизајнот, во кокпитот, во системите за асистенција, во се живидиво има напредок. Сосем е очекувано дека моторот ќе биде штедлив, моќен, култивиран, тивок, траен, чист. Исто како што е сосем за очекување дека X3 ќе постигне напредок во поглед на возните својства, во поглед на претходничката. Посебно ме одушеви тоа што се чувствува, значи кога ќе влезете подинамично во свиок, може да ја почувствувате промената на распределбата на вртежниот момент меѓу предната и задната оска, соодветно на условите на возење на
патот, на динамиката на возење. И тоа е историјата на BMW. Значи, пак се надмина на историите за фарверк, за подвозје на BMW, пак се надмина. Секако го има акторна шлупвен регелунг, има и други системи, значи самиот X-Drive веќе одамна е докажан како веројатно најдобар погод на сите тркала за возење по сува подлога и по влажни услови. Не се. Меѓутоа, тоа што најмногу одушеви е комфорот. Во комфорот не очекував дека ќе се направи толкава отстапка, толкав напредок, толкава подигнување. И навистина серијата 5 исто така направи голем напредок во поглед на комфорот, значи изненадува, комфорт не на мали нерамнини, туку на груби нерамнини, какви што имаме тука, веројатно единствени во светот. Оваа екстројка во низиното 4-то поколение е веројатно и првата екстројка која што ќе го привлече вниманието на многумина поради тоа што ќе им се види убава покрај тоа што е BMW. Навистина заличи X3, заличи на X3, доби идентитет. Познат од претходниците, меѓутоа многу по-самостоен, поголема самостојност како модел доби. Бојава е фантастична, веганцата се трпи, значи како замена за кожа, да, прифатлива е, сосем е прифатливо. Кој сака кожа, секако има опција 3000 евра вистинска кожа, нема проблем. Добра страна е и опременоста, многу работи доаѓаат како стандард, електрика на седиште, електрично отворање на задната врата. Меѓутоа, сосем е за очекување дека луѓето сакаат да направат нешто различно, да стават свој печат, така што секогаш BMW се разликува од онаа стандардна цена која што се гледа во ценовникот. Секој сака да додаде нешто по свое. И што друго? Совршениот BMW.